Работа пошто последниот период, да речем, ја ги има работа со медиумите. Повеќе би сакал да зборуваме и да разговараме и за вашите проблеми што вие ги имате како медиумски работници, отколку за нашата визија. Патем кажано, знаете дека Социјалдемократскиот сојуз во оваа кампања баш по однос на медиумите се залага за конечно воспоставување на целосна медиумска слобода во Република Македонија, каде што медиумите и нивната уредувачка политика нема да бидат строго контролирани од страна на определени центри на политичка моќ од владачките структури или во конкретниот случај ВМРО ДПМН, туку би биле оставени на вистина сами да ја креираат својата уредувачка политика. Жално и трагично за нас како луѓе, не само за СДСМ, туку за нас како луѓе што живееме во општество каде што сте сведоци дека всушност мејнстрейм медиумите, што ги викаме ние, главните национални концесионери на електронска на телевизиски сигнал со 6 на 1 исклучок всушност и немаат уредувачка политика. Туку, ако приметувате, конкретно може да зборуваме и Сител, и Канал 5 и Алфа, се медиуми кои што всушност пренесуваат вести како да личат јајца на јајца. Дури невозможно, меѓутоа тоа е така, затоа што истите вести ги превземаат од определени портали, така и ги пресликуваат. Јавниот сервис на Република Македонија, значи Македонската радио телевизија, мене лично, верувам и на добар дел од тука присутните, па и на вас како медиумски работници, повеќе личи на владен билборд, отколку на вистина да е јавен сервис. Недозволиво е за еден јавен сервис да не упати ама еден единствен збор критика за работењето на владата. И јас не се сеќавам, значи јас денес имав можност да пометово презентирам дел од програмата на како обраќање, како носител на изборна единица 2, па една од уредничките се обиде да ми каже што ја можела да кажам, а што ја не можела да кажам. Не смеете пароли, не смеете политичко агитирање. Викам тогаш да си заминам. Зашто јас дојдов, јас сум сепак носител на изборна единица на најголемата опозициона партија. И ако јас не кажам парола од мојата политичка партија и од агитација, односно повик на граѓаните да учествуваат на избори и да гласаат за листата на Социјалдемократскиот сојуз во изборна единица 2, тогаш нема сврха самото мое појавување таму. Меѓутоа ја го кажав тоа што јас го мислам. Искрено ви кажам дека им се извинив на граѓаните што се обраќам од Македонската радио телевизија кон нив, бидејќи исто така како што видовте всушност и во вчерашниот извештај од ОПСЕ беше карактеризирана како крајно партизирана и некоректна. Меѓутоа, нашата моќ како опозициона партија или нашата можност како опозициона партија е поточниот израз, е крајно ограничена кога се медиумите опрашаат. Бидејќи ја знам оваа состојба, повеќе би сакал да поразговараме за тоа какви се вашите маки, за каков тип и кои се нашите визии за решавање на тој тип на проблеми. И благодарам. Вие треба да бидете свесни дека и тие работници што работат во тие режимски медиуми не се ни тие виновни и тие се под невиден притисок непрофесионално да си сработат задачата. Така да не можете нив да ги обвинувате. Сепак треба некои промени во државата, да се сменат некои работи за да може професијата да си дојде на оној ниво на кој навистина треба да биде. Во однос на кампањата имам некои забелешки на ненавремено информирање за некои нерегуларности што беа во текот на денот, ненавремено, значи, од партијата. Вчера исто така ми се јави од Крива Паланка, исто од СДСМ. Ми кажуваат забелешки за што се случило. Вчера навечер ми се јавува што се случило претходниот ден навечер. Значи, тоа е веќе бајата. Информација не може да се објавува, мислам.
Не знам зошто и од утре околу 11 часот имало таму некои нерегуларности и неправилности. Јас дури навечер ги дознав последните вести за да ги објавам. Тука имам приметби потоа за митингот што беше кај кошевите таму. Доцнеше половина час од она што беше најавено, така да моите вести се многу рано, последните вести. Јас имав простор од 2,5 минути да ги пуштам сите говорници од мината, меѓутоа нема време доволно и едва пуштив 1 минута од господинот Зоран Заев. Така да некои такви неорганизирани работи малку треба да се поправат во тој поглед, за да можеме и ние навреме да стигнеме и вие да имате бенефитот од нас, како медиуми. Тоа би било. Збор новинари или медиумски работници, зборував за медиуми и за уредувачка политика. Значи, ние сме многу свесни дека актуелната власт злоупотребува или употребува, како сакате, ја предпочитувам злоупотребува, хиперпродукцијата на новинарскиот табор на македонскиот пазар, за да тие луѓе едно бидат приморани да работат за навистина премногу ефтини пари во едно место, и број 2 да бидат крајно послушни да реализираат она што јас лично верувам дека добар дел од нив и не веруваат во тоа што им е дадено за работа. Однос на ова што зборувате за кампањата, од кај Кошеви ќе почне, стануваше збор за дневна средба на председателот и заменик председателот, пратениците и на последното учество која сме принесите на листа, значи дневна средба утврдена со агенда. Не секогаш можеме да се придржуваме по агендата, меѓутоа не заради наша вина, туку заради тоа што едноставно некаде ќе се продолжи присуството и веќе имплицира доцнење. Далеку сме од премиерот во секој случај. Се уште сме во рамките на пристојноста во доцнењето. Аз се согласувам ако сте имале технички грешки, веќе добро што ми известите да за следниот изборен ден таква дискоординација, особено со вие што имате недостаток на локален допустишка. Оди сега можеби за таков тип на инциденти, бидејќи ја знам технологијата кај нас во партијата како функционира, општинските штабови известуваат централата, централата ги известува главниот медиум. Можеби и тука да имам, иако ќе се пострудиме, значи во рамките тука ќе интервенирате да директно дојде информацијата. Да, во рамките на изборна единица 2 ќе се потрудиме, значи за самиот ден, ако има било какви инциденти, да бидат испратени кај вас. Граѓанска одговорност, кој што најчесто ги за сега медиумите, бидејќи истиот со решенијата и начинот на кој што се имплементираат тие во судските постапки за овој период кога е тој закон важечки, всушност се еднонасочен пат кон самоцензура на новинарите. Значи можете да имате едно од најфрапантните и за мене како адвокат сега зборувам, искуства што ги имаме, фокус е осуден за објавување на текст од трето лице против Сашо Мјалков. Искуствата па мои сега ја што ги имам како портпарол кажува дека и дел од медиумите е барано да се извина затоа што пазете пренеле пресконференција, значи должност е на медиум да пренесе пресконференција. Во таа смисла зборувам за законот. Едно од решенијата што го имаме ние во програмата што понудуваме на овие парламентарни избори, која се однесува на медиумите, значи строго да се регулира улогата или можноста на владата, односно власта, како сакате, во огласувањето во медиумите. Со што на било која властидна би се ограничиле можностите, значи и равноправен пристап до тој медиумски дел од медиумски пазар кој што е присутен. Значи да не може владата по свое наоѓање да го работи тоа, туку да мора равномерно да го распоредува, да биде должна со закон да го распоредува, што би се рекло ако владата се одлучи било која влада подгоме, на било каква кампања, тоа нема да влијае на можноста на некој
медиум да биде позастапена и заради тоа да може да влијае на нејзината уредувачка политика, туку има законска обврска како да ги насочува тие средства без оглед каква е уредувачката политика на медиум. Што мислам дека е само по себе доволно. Вие го имате искуството со социјалдемократскиот сојуз кога бил на власт, каква била медиумската слобода. Не зборуваме дека е идеална, меѓутоа дефинитивно ако нешто не може да се направи, не може да се направи споредба со тој период, во однос на овој период што сега портпарол на СДСМ во моментот како портпарол зборуваме за мрзата бидејќи сум носител на листа. Значи, сами знаете дека имаше па на крајот на денот и еден законски период во кој што не може да има нити јавни настапи. Као позиција на носител на листа, сепак мора да се има малку поинаков пристап и СДСМ, мислам дека вие го знаете, има именувано портпарол на кампања. По завршувањето на изборите, независно од се, барем од она што до сега го имаме разговарано, јас ќе продолжам да обавувам функцијата портпарол. Значи, замолчувањето е заради почетокот на кампањата и законската неможност и мојата улога како носител на листа, не заради тоа што јас сум бил изложен. Денеска не Никола Груевски, премиерот, да каже дали тој лично земал 1.500.000 евра во кеш. И тоа се одржа пресконференција, ќе чекаме да ни соопшти, така и заврши пресконференцијата, дали ќе каже тој или да кажеме ние тоа. Веќе малку познато, значи веќе можете да насетите дека располагаме со целосно затворен случај, каде што можеме да презентираме. Како што беше актор, да речем, нели? Ние многу внимававме, баш заради таа суптилно што ни нас не прозваа дека сме им ја нарушиле кампањава и истрагата. Иако ние 2 или 3 дена претходно повикувавме што има невообичаено да кажат. И тогаш никој од надлежните институции кои што наводно ја спроведувале истрагата не дигна телефон да каже луѓе престанете, имаме овдека работа која ќе ја тераме за да не ја осуетиме истрагата. Тоа е веќе сосема друга приказка. Пресконференција што ги држевме баш беше за состојбата на медиумите или начинот на корумпирање на медиумите. Знаете како, во овој момент вас ви постојат позитивни законски решенија, актуелни, важни, важечки, кои што забрануваат, условно кажано, работа на црно. Што би се рекло, мора секој работен однос што е заснуван во било која редакција во конкретен случај да биде со регулиран работен однос. Дали, зашто и како некој занижува на тоа кршење на закон, тоа е повторно прашање на она што го зборуваме недоброто владење во Република Македонија или партизираното владење. Дали во моментот се крши законот или законот дозволува законот не дозволува, законот за работни односи и новинарите работува и своите работни односи ги воспоставуваат по основ на закон за работни односи. Закон за работни односи не дозволува таков тип на работа. Дури е, да речем, со доста казнени одредби по таа околност кои што се однесуваат на работодавец. Меѓутоа, што е трагедијата? Особено во оние провладени, сакате портали, сакате вестници, сакате електронски медиуми, таквото кршење на законот да не присутува. Таа работи во опозицијски медиуми нешто. Не, јас кажувам каква е генералната. Јас кажувам за генерална состојба, за индивидуално решение. Не е важно дали работи за опозицијски или провладиста. Истото се случува и таму имам. Апсолутно ви кажувам дека таква нешто, мислам дека ги одговорот не беше генерален, не ми беше поединечен, кажав дека тоа се случува за жал. За жал се случува најмногу и оваму каде што тврдиме дека се случува. За жал најмногу, затоа што